Граѓанските здруженија од Струмичко сметаат дека измените на законот за минерални суровини се манипулативни и не е прецизно наведено дали тие ќе важат за рудникот Иловица Штука. Здруженијето Еко Долина вели дека донесувањето на законот е голем и значаен чекор, но ако со него не се опфатат рудниците поради кои се иницирани овие измени, сметаат дека станува збор за изигрување на довербата на граѓаните. Исклучок се концесиите за експлоатација на металични и минерални суровини на веќе постојните рудници. И сега законодавецот дали случајно или намерно, тоа тек ќе го видиме во толкувањето што ќе испадне, заборавил да го прецизира на кои постојни рудници мисли, на овие 3-4 рудника, Боров дол, рудникот Бучим, Саса, Тораница, или се мисли и на оние кои што имат само доделено концесија, бидејќи ако читаме според мотивот во почетокот кој е даден зошто тој нов закон се предлага, пишува дека непосреден повод за предложениот закон се издадените концесии за Казандол, Валандово и Иловица Босилово. Што логички ние како екологисти и кои што сакаме тоа да ни се случи, мислиме дека се опфатени и тие рудници кои што им се дадено само концесии за експлоатација, но не почнале да работат како рудници, бидејќи рудник значи нешто да се копа. Но сепак кај нас ништо не се знае, ништо не е дефинирано, додека не излезе и тоа фамозно толкување, тоест начинот како да се применува и точно да се знае за кој. Вака ова за мене е манипулативно, бидејќи се уште никој не излегол со став од властите, ниту комората, рударска комора се изјаснија. Здруженијето Здрава Котлина не отстапува од првичните барања да нема рудници во југоистокот, бидејќи ќе се нарушил екосистемот, а ќе имало и штетни влијанија врз воздухот, почвата и климата воопшто. Тој закон треба да се прецизира, треба да излезе најпрво во службен весник, па потоа да излезе некој доблестен и да го образложи законот и да каже дали важи за веќе постоечките издадени концесии, затоа што гледаме дека не важи за веќе постоечките издадени рудници кои што работат. Како идни чекори кои што може да ги преземеме, имам чувство, можам да кажем дека имам чувство дека како цела борба против рудникот Иловица Штука да е оставена на неколку здруженија кои што се, да кажеме, во целиот налет кој што беа на почетокот и веќе како да ја губат смислата на нивното постоење, како ние кои се бориме против рудниците, некако да како цело време имаме чувство дека не амортизираат, и како да се бориме за нешто кое што всушност ништо не значи за оние што ги донесуваат законите, оние кои што треба да ги скратат концесиите, да ги сечат концесиите кои што не се веќе во легални рамки. Ние не знам колку пати треба да повториме дека тој рудник е штетен. Тие рудници се отворени копови се штетни, првенствено од самото минирање на тие рудници. Значи, многу пати сме кажали дека ќе има и вибрации, и прашина, и ќе се ослободат отрови, арсен, кадмиум, талиум кои што се наталожени таму, и потоа ќе се трансформира сето тоа во отрови кои што ќе се најдат буквално на нашата трпеза. Измените на законот предвидуваат рудниците со отворен коп да не можат да вршат лужење или флотација на металични минерални суровини со цијанид и сулфурна киселина. Исклучок се концесиите за експлоатација на веќе постојните рудници.